и го донесовме тоа што го донесовме. Немавме идеја дека тоа ќе има одредени такви реакции какви што имаше. Доволно е само да имаш желба, да имаш намера, да спроведуваш тоа што е во тебе и после веќе работите течат сами по себе. Čuti, živ ti se, ista sorta sme, сега му е майката да се потине. Лего во една кафана и одма се сместив на еден пластичен астал. Во ќошот меркам една дама, ефта ми е враци ти ја извам маста, а таа не ме ферма, оти не сум познат јас. Мора да е тоа сигурно гарант, ми текна тогаш дека имам добар глас. Нема друго чај, ќе се стана музикант. Неприкриената еротска конотација на текстот и сценскиот настап стана заштитен знак и имидж на Ристо Бомбата и Кучешка Тенија од Прилеп, додека пак сатирата во текстовите ја применува нулта позитив, една веко, Дарио и МиГ-21, Студени нозе, но и Игор Џамбазов заедно со Хавана Бенд. Втората е за концентрација, третата е за циркулација, четвртата е за стимулација, петата пред спиење за броење овци, а шестата е директ за бардовци. И ете, почетокот на 90-тите настанува таа револуција во Македонија, поттикната од повеќе појави, да речеме. Една од главните се разбира Ластовица. Роберт Сазов и Владо Јаневски, текстовите на Владо Јаневски, кои беа тоаш нешто што никој не го очекувал воопшто, дека такво нешто може да и се случи на сцената. Слобода во изразување. Па се појавува една веко. Односно Тоше Поп Симонов се декларира како сериозен автор, не само во продуцентска и авторска смисла, туку и како текстописец на многу чудни текстови во тоа време за една тинејџерка која сакаше да каже некои многу важни работи. Се појавува Хавана Бенд, веројатно и тоа е во истиот пакет. Тоа е 90, 91, 92. Така, и никако да не смеме да го заборавиме Ристо Бомбата. Многу се дујаш, мислиш дека главна си, стално гушиш и трујаш со своите глупости. Тоа беше, мислам, врвот на таа револуција, кога ја мислам дека тој човек тогаш продаде илјадници од оние касети, луѓето просто беа побудалени не по музиката, туку кон концептот. Многу сакаа да го слушаат заради тоа што имаше пополна слобода во неговата музика. Тој позаимуваше семплови. Но на крај излезе дека единствената вредност била во текстовите кои беа буквално народски. Легнуваш кревет секоја вечер, па ти повеќе не си дете, ти треба некој да те стегне ко кечер, јас не сум филозоф, туку љубов. И тогаш тргна една лавина во која учествуваа многу луѓе кои се денеска, ете, од таа средна генерација, кои се обидува да се приклонат кон таа некоја револуционерна под наводници група која сака да прави малку послободумни текстови. И во тоа време јас направив неколку композиции и текстови кои ден денес ги свирам. Да речем 93-та е напишана песната Тие за мојот прв албум. Еве, тие свиревме вчера на концерт. И младите генерации разбираат што сум сакал да кажам и пред 20 години, а не им било тешко затоа што ништо не е променето. Тие можат овде се да прават, на се да стават крај, тие живеат од 2-3 сладки збора, ајде стари дај. Тие мислат дека Господ за брада лесно ќе го фата, тие знаат дека тато и мама можат светот да го платат. Ништо не се сменило, нели? Новите актуелни трендови на македонската музичка сцена ќе бидат подкрепени од новите авторски и продуцентски имења, кои ќе овозможат фаќање чекор со најсовремените светски текови. Како никогаш дотогаш, македонската музичка сцена во првата половина на 90-тите ќе биде збогатена со бројни групи кои се афирмираат со стилски и жанровски богат музички израз, какви што беа, например, Легенда од Тетово, Клержо, Санаториум, Last Expedition, Морал, Никеја, Водолија,
Рок Агресор и други, но и имињата на интерпретаторите кои се појавуваат на фестивалските сцени. Каролина Гочева во годините што ќе следуваат ќе стане еден од најекспонираните женски вокали не само на македонската музичка сцена, туку и пошироко во регионот. Моите почетоци беа уште кога бев девојче. Почнав на 11 години на Макфест. Пеев една песна која што е оние кои што се моја генерација и повозрасните ја памтат се уште, мама пушти ме. Тоа беше, не знам, некој ајде да кажам, во тој период беше потполно изненадување за мене и понудата и појавувањето на Макфест. И не знам, целото моје присуство на македонската музичка сцена се случи после тоа спонтано. За да се обстои и за да се трае, најбитно е да секој да знае што прави. Треба да и секако треба да се труди да остане свој, да не потпаѓа под влијание на некои ликови кои што можеби му се допаѓаат или пак под влијание на туѓи мислења. Многу е погрешно да, не знам, да се трудат да копираат некого, така да и секако упорноста, секако и тоа дека, не знам, треба да се има среќа, да се поклопат повеќе коцкици во одреден момент, така да има повеќе сегменти, не можам да кажам едно нешто кое што е рецепт за успех. Фестивалската еуфорија продолжува со востановувањето на фестивали во други градови во земјава, жанровски блиски и комерцијално ориентирани. Музичката хиперпродукција во овој период ќе се карактеризира со несомненото влијание на новиот бранд во музиката по актуелниот урник на светските звезди. Појавата на Нокаут, Магија, Принц, Ерзана, Ребека, Брейк, Кукулеле, Супер Хикс, Нонстоп, потоа Маја Гроздановска, Маја Вукичевиќ, Александар Митевски, Верица Пандиловска, дуото Дуле и Коки и многу други ќе ја раздвижат и заживеат музичката сцена како никогаш дотогаш. Мислам дека следењето на трендот е неопходно за еден добар успех. На таков начин и ние имавме огромен успех во 98-та година со групата Магија. Бевме освежување за македонската сцена, направивме неколку хитови, издадовме CD, направивме концерти и воедно победивме тогаш на Макфест 98 година со истата песна Магија. Тогаш настанаа хитовите како 100% фанки што го одбележа тој период. Значи, после едно големо затишие, од почетокот на 90-тите, токму тој период луѓето некако си најдоа нова искра надеж, да речеме, во тие нови песни. Имаше тука многу познати групи, многу добри песни isproducirani. Еве да речеме Угро. Тука беа и нови дечки. Дарко Димитров направи вистинска револуција со тој нов бранд на песни под етикетата 100% хитови. Сите ние му помогнавме во тоа и би рекол тоа вдахна една нова енергија во тој период. Буквално сите ги слушаат тие песни и нималку не назадувавме за дона странска продукција. Во последните години се појавуваат можеби и немузички образовани, но талентирани млади луѓе кои создаваат музика.
За мене е пресудно да имаш музичко образование, јас го имам тоа, но воедно треба да имаш и голем талент за да создаваш музика. Јас ги поддржувам сите што се упорни, сите што сакаат да успеат и да создадат нешто ново. Фестивалските сцени ќе бидат место за афирмација и регрутирање на новите имиња на македонската музичка сцена, кои зад себе ќе остават траен и квалитетен придонес. На младинскиот фестивал Мелфест во Прилеп во 1997 година, македонската музичка сцена ќе го доби еден од најисклучителните и најхаризматични машки вокали во поновата македонска музичка историја. Жири комисија и публика му припада на Проевски Тодор. Тоше Проевски беше еден од оние кои што за кои што не важат правилата на големината на земјата. Се сеќавам кога прв пат го слушнавме и ги ја слушнавме неговата интерпретација, ми се чини дека беше 97 или 97 година со колегите од Македонското радио, од редакциите за популарна музика, кои што јас одлично кој што ги почитувам, да кажем и го почитувам нивниот став, но заеднички ја слушаме композицијата и неговата изведба и констатираме дека всушност тој како одеднаш да излегол, што се вели облечен, комплетен, ништо не му фали. Неговата прва интерпретација на првиот фестивал, на Макфест, потоа и на Скопје, беше таква каква што човек ќе ја посака да биде на крајот или во зенитот на кариерата на некој пејач. Сосема беше јасно дека во Македонија е роден пејач кој што треба да има светска кариера. Тоше Проевски, често пати сум рекол дека беше таков феномен кој што кога јас би го опишал како да имате во еден човек, во еден спортист, ево да направам споредба со спортот, како во еден човек да го имате и ево од денешниве или блискиве Меси, како да го имате Тајгер Вудс, како да го имате Фелпс, да кажеме. Значи, тој во областа на музиката, што и да запееше, тоа беше врвно, тоа беше светско. Кога ќе се сетам на неговата интерпретација на песната Јано Мори, народна, излезена од оваа почва. Тоа е интерпретација од која што се ежи кожата. Јас додека зборувам сега, што се вели ме возбудува таа песна. Зборувам за оние странични подречја кои што не беа главната магистрала во неговиот изведувачки пат. На интерпретацијата на песната Има ли песна со Наум Петревски. Што е нешто што не може да се опише, или јас не можам да ги опишам моите чувства кога ќе се сетам на таа песна. Кога ќе се сетам на, сега излегувам од таму, на фактот дека Тоше Проевски пееше во операта Деспина и Мистер Докс на Димитрија Бужаровски. На почетокот на неговата кариера, крајот на 90-те години. Дека настапуваше на денови на македонска музика со класична програма. Дека кога ќе земеше светски хит да отпее, дека тоа беше испеано во најмала рака толку добро како оригиналот, но најчесто подобро од она што го пееле врвните светски звезди. Или кога ќе земете нешто од популарната оперска светска литература. Или, да продолжам понатаму, често пати ги има слушано и гледачите, неговите интерпретации на некои од босанските севдалинки. Мој Дилбере.
тоа се работи што не може да се опишат. И кога ќе се вратиме на главниот магистрален правец на неговото учество во популарната музика, мислам дека е само сплет на околности што тој не станал до моментот до кога беше жив, денес може би ќе беше, што тој не беше име од највисок светски ранг. Тоше Проевски, со својата харизма, музичка надареност, хуманитарна работа и животна приказна, и за време на својот живот ќе успее да се наметне како музичка звезда со исклучителни вокални перформанси и атрибути на музички идол, не само за публиката во Македонија, туку и многу пошироко. Бројните албуми и хитови што ги остави зад себе ќе останат во музичката антологија за идните генерации слушатели. Она што, да кажеме, го имаше како среќа, а се разбира претходно и како квалитет, Симон Трчевски. Да биде во Лондон во 2000 година, да го освои второто место на светскиот надпревар, да го забележат светските менаџери и да направи кариера каква што направи, се разбира врзотува на неговите квалитети. Но сигурен сум дека квалитетите на Тоше Проевски беа толку универзални во рамките на музиката, што тој можеше да биде светски феномен. Знам некој сега те милува, може ли барем еден ден за мене ти да сочуваш? Во 1996 година, по долгогодишна пауза, Националниот радиодифузер го возобновува најстариот фестивал на забавни мелодии, Скопскиот фестивал, со тенденција од истиот да се одбира најдобрата композиција како македонски представник на најпрестижната музичка манифестација во Европа, изборот за песна на Евровизија. По многу години повторно се враќа звукот на големиот ревиски оркестар како карактеристичен белег на скопските фестивали. Разбуди ги моите најнежни сонови. Со напуштањето на концептот на изведба на номерите со голем ревиски оркестар на евровизиската сцена од страна на ЕБУ и понатамошната употреба на музичка матрица доведена до продукциско совршенство во следните изданија на евровизискиот избор, Скопскиот фестивал ќе го следи истиот тренд. Со помал или поголем успех на оваа престижна музичка манифестација, Македонија ќе ја представуваат XXL 2000-та, Каролина Гочева 2002, Тоше Проевски 2004, Мартин Вучич 2005, Елена Ристевска 2006, Каролина Гочева 2007, Тамара Врчак и Адриан Гаджа 2008, групата Next Time 2009, Ѓоко Таневски 2010, Владко Илиевски 2011, Калиопи 2012, и Есма и Владко Лозановски 2013. Тргнувајќи од моето искуство на Скопскиот фестивал, уште пред како му доаѓа, да речеме, две години од сега гледано, можам да кажам само дека едва и го чекав тој момент кога
ревискиот оркестар ќе биде дел од мојот перформанс на некој од настапите секако, а уште подраго ми е што на еден од најстарите фестивали во Македонија бев како дел од учесниците. Таа година беше моја прва година на било кој од фестиваливе, значи претходно немав учествувано освен на евровизиското учество. Убаво е да не има таму, меѓутоа нешто пресудно дека ќе се случи за афирмацијата на македонската музика и мислам дека не треба да се очекува такво нешто. Сепак мое гледиште, значи можеби не сум во право, меѓутоа јас мислам дека Евровизијата само им значи на оние земји кои што се уште не се толку етаблирани. Еве рецимо овие земји кои што се како Англија, како Франција, кои што имаат реални звезди во светски размери, воопшто не се оптеретуваат околу изборот на песна на Евровизија и секогаш праќаат некои треторазредни пејачи, додека од земјите, не знам, од Македонија или пак од земји од регионов секогаш одат најголемите звезди и некако ние ја правиме најголемата гужва околу тоа. Така да не мислам дека нешто посебно може да промени околу начинот на кој што се гледа македонската музика или Македонија или било што. Многу е важно да се разликуваме од останатите, многу е важно да направиме нешто поразлично за својата држава кога сме надвор од низините граници. Затоа зборувам дека ми е посебно драго вниманието кое што го доби мојата песна. Се пееше песната насекаде буквално, а тоа е нешто што е посебна сатисфакција и за секој македонец, дефинитивно не само за мене. Бидејќи многу малку разбираат што значи Евровизија таму, не овдека во Македонија, туку таму некаде, значи било каде што се одржува. Јас само ќе потенцирам дека секоја година се бара формулата, која е таа формула која што би направила ние да победиме на Евровизија. Тука не се работи за победа, тука се работи за впечаток кој ќе биде различен од останатите, според мене секако. Но и она што јас го закочив од изминативе години, откако јас отпеав, да речем, на Евровизија од своето лично искуство, до сега можам само да кажам дека единствено песната е пресудна за она кое што ќе донесе позитивен фидбек од тој фестивал, односно да речеме ете некој резултат повеќе од претходните години или некое подобро место и позиција на самиот фестивал. Како организатор и продуцент на двата проекта, Македонската радиотелевизија во 2012-та го одделува изборот на македонски представник за избор на песна на Евровизија од Скопскиот фестивал на забавни мелодии. Скопскиот фестивал и неговата гламурозна сцена одсекогаш биле и останале предизвик за учество на најеминентните авторски и интерпретаторски имења од музичката сцена. Скопскиот фестивал е еден критериум кој мислам дека добро е што се враќа во македонскиот етер, во македонската забавна музика и мислам дека таа атмосфера што се случува на Скопскиот фестивал, конкретно ланската година, односно мојата победа со Ке те чекам јас, не може да се замени со ништо друго и со некој друг фестивал. Морам да признам дека не очекував победа и секогаш кога сум настапувал на фестивали не сум очекувал победа. Очекувам и ќе очекувам и во иднина кога настапувам на фестивали да песна да стане хит. Тоа е најголемата победа за една песна која мислам дека треба да се појави на еден фестивал како што е Скопскиот фестивал. Треба работа и работа. Треба континуираност, треба да се погледне 30 или 40 години наназад, да се видат како настапува пеачите, како гестикулира, како дишењето, како дикција има. Значи, да не зборувам многу професорски, но мислам дека мора да се има еден корен, за да може да се има едно убаво стебло. Така да ние помладите, мислам дека треба да секогаш да учиме од постарите. Во периодот од осамостојувањето до денешни дни,
Паралелно со естрадната сцена, се раѓа и можне успешно екзистира и ни собствен креативен творечки опус ја афирмира македонската музика, црпејќи инспирација од нејзините корени, голем број индивидуалци и состави. Анастасија, Синтезис, Гаро и Парамециум, браќата Тавитјан, Бодан Арсовски и Езгија оркестра, Владко Стефановски, Венко Серафимовски, Кокан Димушевски, Златко Риѓански, Драган Даутовски квартет, Петар Ренџов, Дуке Бојаджиев, Вања Лазарова и групата НАФ, групите Баклава, Љубојна, Фолтин, String Forces, Монистра, Чалгија Sound System и сега веќе светски познатиот Анаш Кирил Џајковски, кои ќе се вбројат во исклучителни представници на уметничката популарна музика во Македонија и во светот. Голем број групи македонски кои се нови, млади, делумно веќе некои афирмирани и се разбира дека една комплетна нова генерација на многу талентирани или веќе афирмирани групи почнува да излегува и надвор од нашите граници. Еден таков пример е групата The Nice Пропаганда, која во целата историја на македонската рок музика сигурно има најголем број на концерти одржани во светот, значи и во делот на рок музиката, како и популарната забавната музика и джезот, ова историја продолжува на најдобар можен начин. Забележливо е дека сите прават многу сериозни обиди да излезат и надвор од нашата држава, со што ќе направат целата историја на македонската музика уште побогата. Црпејќи ја својата авторска инспирација од непроценливата вредност на македонската традиционална музичка матрица, истите ќе станат еден вид културни амбасадори на својата земја во светот. Потенцирајќи го македонскиот бит, низ инвентивниот, современ и оригинален музички израз, овие врвни уметници ќе создаваат софистицирана музика со трајни вредности. Македонската забавна музика, која се создаваше на сопствениот јазик, со индивидуалниот авторски креативен влог од непроценливо значење, во текот на целиот период од својот историски развој, ќе се потврди како непобитен елемент на културниот идентитет и наследство. Технома 2014. Најголем деловен саем од областа на металургијата, електрониката, енергетиката, градежништвото и третиот саем на транспорт и логистика од 14 до 18 октомври на Скопски саем.
Ливерпул Реал Мадрид преспетка што тежи 15 елитни титули. Кралскиот клуб е актуелен шампион и е во подобра форма, но не ги памети подобро дуелите со црвените. Ливерпул славеше во сите меѓусебни надпревари, во финалето во 81-а и во двата осмина финални меча пред 5 години. Реал се враќа на Енфилд, каде што во 2009 го доживеа најтешкиот европски пораз 4-0. Англичаните дома не се совладани 18 дуели, шпанците пак имаат 5 победи на последните 7 гостувања. Ливерпул Реал Мадрид е ексклузивно на МРТ1 среда во 20:45. Преносот од UEFA Champions League во среда ќе ви го овозможат Heineken и PlayStation, спонзори на UEFA Champions League. Програма наменета за целата публика.